Стадион. Емисија за вашата вистина. На сексуалното насилство, сексуалното вознемување и сите негови форми се нешто што постои веќе децении наназад. Нормално имаме конвенции и закони кои го ратификуваат сето тоа и го гарантираат правото на не само жената, мажот, туку на секоја една индивидуа, како што кажа вашата колешка. Значи, пред се го гарантираат правото на човекот за заштита од ваков вид на дискриминација и злосторство. Така да мене апсолутно ми се допаѓа како ја свртивме темата, дека така е, не станува збор само за жените, не станува збор или само за мажите, како и да го погледнеме, станува збор за облик на насилство кој тоа како зема огромни размери во денешно време и апсолутно треба нешто да се превземе околу тој момент. Тоа што можеме да го превземеме се работи кои пред се би рекла дека станува збор за тоа што е најважното е подигнување на свесноста кај целокупното население и подигнување на емпатијата и со тоа промена на еден целокупен менталитет на како гледаме на отворено зборување, затоа што проблем е и тоа многу. Апсолутно. Да. Тешко се пријавуваат вакви работи. Да. Вие во Хелсински работите, во Хелсински комитет, таму вакви примери се пријавуваат. Да, јас конкретно столе работам на позицијата раководител на Шелтер центар за жртви од насилство и тоа за повеќе форми на насилство, конкретно семејно насилство, родово базирано насилство и насилство врз основ на сексуална ориентација и идентитет. Во нашата организација можеме да наброиме статистички, нели според известаите кои излегуваат и месечно и годишно, дека формите на дискриминација и тоа како се менуваат и дека статистиката расте од година во година. За жал, статистиките на Министерството за внатрешни работи не ги опфаќаат сите форми на дискриминација и не се наведува секогаш. Јас пред моментално работам на едно истражување каде што на врска со мојата магистарска теза и баш гледам дека МВР веќе малку некое време каска точно со точната статистика за дали е за семејно насилство, дали е за буквално тоа се должи на факт, а знаеме сме дека црната бројка е десетина пати поголема. Тоа се должи на значи разликата во статистиките во статистиката нашата на невладините организации кои се бават со оваа проблематика и кај Министерството се должи во фактот дека не се пријавуваат. Не се пријавуваат токму тој момент. Недоволната отвореност, недоволната прифаќање, себеобвинувањето, што ќе се случи доколку излезам. Мислам, сведоци сме на мал милион стори, приказни, разговори помеѓу луѓе каде што можеме да видиме дека секој еден без разлика, нели, секој еден човек во лајфспанот во неговиот животен век во еден момент ќе биде подложен на ваков вид на дискриминација или насилство. Ова е едно мислење каде што можеме да видиме баш буквално отслекување на едно, нели, патриархално, конзервативно наше општество. Ќе се фатам само за еден збор, 21 век. Така, баш токму дека сме во 21 век, треба да позборуваме за право на избор и право на лична слобода. Така да како една индивидуа ќе се одлучи да се облече, да излезе, нели да се изрази, да се искаже сам себе си, е навистина лично право и слобода. И тоа е загарантирано со основни човекови права, со декларација на основни човекови права. Меѓутоа, за тоа што станува збор овде, е моментот дека ние живееме во едно општество, конкретно македонското општество, па можам слободно да земам пошироко и балканскиот менталитет, дека секогаш е поважно што направил другиот, во другиот двор како изгледа тревата, поважно е колку млеко дала козата на комшијата, а никој не гледа во сопствениот двор, каква е тревата овде кај нас, колку ја поливаме овде за да расте и какво млеко дава нашата коза. Мислам, буквално тоа е моментот каде што јас не викам не дека нели некои основни вредности доаѓаат од дома и од најраниот училишен систем и околу возрастните, околу индивидуата. Меѓутоа, слушателот помеша малку неколку концепти и работи каде што ние овде зборуваме буквално за кривично дело. Значи, зборуваме за форма на дискриминација и насилство, каде што без разлика другата страната која во овој момент е жртва, нели не зборуваме за дали е малолетна, дали е полнолетна, дали е жена, дали маж. Збориме за индивидуа која во моментот е жртва на дискриминација, вознемирување или насилство.
не сме да се дозволи. Значи, тоа е нешто што веќе е законски загарантирано и е такво како дадено. Буквално на тоа што треба да се работи е промена на овој менталитет, на подкренување на свесноста, на зголемување на информираноста, на отвореноста за овие работи. Јас сум сигурно можеме да земеме пример каде што во моментов да сме во Скандинавија, да земеме, јас сега додам гола да притрчам, да джогирам, сигурно нема никој да се сврти да ме погледне. Они се навикнати, да. Така? Тоа е моментот. Скандал ќе биде. Дека ова се системски прашања. За спортот, последното нели ми остана тука. Кој има лиценца? Зошто има таа лиценца? Што прави да одржи таа лиценца? Дали се надградуваат? Кој ги контролира сите тие работи? Не правиме овде само за спортска федерација, разговараме овде за буквално цел комплетен образовен систем на кого ние ги доверуваме нашите деца. Во каков едукативен бекграунд се нашите едукатори, што прават нели за да го совршат тој момент. Се додека ние работиме на, исто кажа и нели пошто реферирам на Гордана, ќе го спомена моментот на превенција и едукација. Тоа е тоа што е најважно во моментот. За да имаме превенција, имаме потреба за да имаме превенција конкретно нели на овие форми на насилство. Тоа што е најважно е едукацијата од сам старт, значи едукацијата и на кадрот кој одговара за децата и едукацијата на децата. Тоа што го кажавме на почетокот, Столе, информираноста и отвореноста. Колку тоа повеќе се случува, колку едно дете ќе знае што се случува околу него, кој може да биде предатор, зошто би бил предатор, што може да се направи околу тоа, толку полесно ќе можеме ние да го заштитиме тоа дете. Сега зборам за дете, нели пошто конкретно случајов е за малолетни деца. Знаете, секојаш може да се многу е лесно, ова е многу комплексно. Повторно ќе се согласам дека е многу покомплексно. Секој едно дете, секој еден младинец ќе носи различна манифестација на таа траума и на тоа искуство. Меѓутоа, тоа што е најважно е во моментот да се ова што се случува сега да земеме, да успееме да го свртиме на одагол на кој ќе можеме да видиме зошто се случува тоа, да ги најдеме причините за тоа и да можеме да интервенираме токму во корените на зошто ова се случува. Николова, како психолог, ова што и се случило на Ана од Кавараци, кога отишла во Маврат. Ти си полнолетна, немаме што да ти правиме, баре си друго чаре, се случували често и на тој начин се откажуваат и не се храбри да излезат во јавност, туку се повлекуваат и многу жртви така завршуваат, многу напади така завршуваат и се простува на тој начин поради тоа што системот, институциите не се агилни. Точно така, Столе. Јас ја слушав многу внимателно Ана, нели сакам прво да кажам поздрав до незе и храбриот чекор кој го направила. Тоа што сакам дополнително да кажам е дека Ана е една од ретките жртви кои успева тој момент да најдат начини за справување со ситуацијата во која се и со како се вика и со целиот момент на негативни емоции кои доаѓаат со таа ситуација и успеала да буквално јавно се искаже. Тоа што сакав да искоментираме дека заглавувањето во бирократијата на администрацијата и во тие лавиринти на при пријавувањето на насилствата се случува таа второстепена, тростепена виктимизација, каде што многу голем број од жртвите не се ни слушам дополнително. Многу голем број од жртвите не се ни осудуваат да го направат чекорот да излезат јавно. Така да тоа е моментот каде што ние имаме различен вид на трауми, различен вид на жртви и тука е моментот на таа негативна слика на негативни емоции кои се јавуваат при жртвата. Зошто? Затоа што во моментот имаме неагилност на институциите, недоверба, нормално се зголемува недовербата на институциите. Да, едноставно нема, се откажуваат од пријавување, џабе ќе пријава. Доколку секој еден човек знае дека ќе може ќе има простор каде што сигурен простор каде што може да се искаже, да го искаже тоа што се случило, што му се случило, ќе има поддршка, нели во случајов Ана имала и од пријателите и од семејството. Прва затворена врата, решила да излезе јавно. Меѓутоа многу од луѓе, многу од жртвите ќе немаат поддршка од дома, ќе немаат поддршка од пријатели, ќе немаат поддршка од државата, односно од институциите на државата, што се случува. На Алексич агресивен, со навреди, со
наследство, речиси, вербално, меѓутоа понекогаш и физичко има кај тие тренери, некогаш и шамари, шлаканици им одиграат на... Апсолутно спротивно од тоа како треба да изгледа Како треба еден да биде, како педагошки. се денешниот тренд, како да ги мотивирате деца, дали во функција на таа, не знам, на тој тренинг, на таа школа, за да научи што подобро, треба да се пристапува агресивно, дали е дозволено воопшто агресивно да се настапува или треба да ги мотивирате со пофалби, со други начини награди. Апсолутно, јас дефинитивно сметам дека за едуцирање на едно младо дете без разлика нели во која област станува збор, дали е драма или нешто друго, разговараме за една емпатична, стимулативна средина, полна со разбирање, со отворена комуникација, со поддршка за детето, за изборот на детето дека е тука, сите оние педагошки мерки и начала, алатки, техники кои треба да ги има еден педагог, еден едукатор во денешно време за да може детето пред се да сака да е тука, да се чувствува добро, затоа што како одиме, мислам, целата мотивација Кај е границата, што е дисциплина? Кај Алекси, дисциплината се граничи со диктатура, не знам. Така, тие се многу сензитивни теми и многу се тенки границите кај тие работи, меѓутоа поставување на дисциплината и тоа како е можно во една средина каде што имаме пофолни зборови, каде што го едуцираме детето на што е во ред, што не е во ред. Детето едноставно да има критички пристап на тоа што треба да земе од овој час, што треба да инкомпонира во себе за утре да биде една успешна млада личност. Значи, пак ќе кажам, тоа е момент каде што буквално треба да се на неколку пати се го слушнавме тој момент каде што буквално станува збор за какви кадри фалат самите институции, на тоа кој утре ќе има право педагошка доквалификација нели за да може да едуцира едно дете. Министерката убаво го објасни новиот закон за заштита од дискриминација. Јас би сакала да кажам дека нели имаме оптимистичка рамка за тоа како ќе изгледа сето тоа. Убаво е представено, ако така се случува, нели ќе имаме промени ќе имаме системски промени. И вториот момент што би сакала да го кажам е нели свесноста за менталното здравје и што ова остава понатаму, тоа што веќе Весна Петрушевска го говореше, така да не би повторувала, меѓутоа би сакала да дадам една поголема свесност за тоа што се случува со овие жртви и да знаат дека во денешно време има многу бесплатни сервиси кои го нудат овој момент, како што е нели една од платформата Разговор МК, така да многу колегите веќе ги отворија своите ординации за сите овие жртви кои се чувствуваат дека имаат потреба, така дека го искористат овој сервис. За жал далеку сме од една Австралија која дава 20 бесплатни пакети за било кој човек кој би се чувствувал дека има потреба во пандемијава, а не па во кога е станува збор за конкретно искуство, меѓутоа се што може да сакам да ги охрабрам да навистина се свесни дека последиците од вакви травматични искуства се огромни и дека треба да имаме една свесност за менталната хигиена. Само за крај завршиме. Хелсиншки кажавте, имате шелтер центар, може да се пријавуваат, кажете какво е искуството, кои се најчесто пријавените, од која област, за каков вид на наследство, каков е односот кон психолозите и кон психијатрите во Македонија? Дали уште е срамота да се разговара со психијатар, со психолог, или сам сега некаде дури до помодарство, луѓето имаат отуѓување, нема со кого да разговараат, па на психијатар се одат како добро ден. Кај нас имаме сосем обратно, дури кога имаат проблеми, срамота. Да, јас мислам дека има еден позитивно кривање на свесноста, еден позитивен скок во подигнување на свесноста за ментална хигиена, особено во пандемијава сега, каде што луѓето веќе буквално на свесно ниво знаат дека е добро и дека има корист од сето тоа. Меѓутоа, повторно кажам дека сме далеку од тоа како треба да изгледа, да му е јасно на секој еден човек што значи ментална хигиена. Значи, буквално забораваме дека ако паднеме, се удриме, одиме на лекар и треба да го провериме тоа колено, забораваме дека може стресот на работа, стресот дома, стресот од вакво искуство ќе ни направи исто така последица која не е видлива. Меѓутоа, за жал е 10 пати пострашна и разорна за еден човек. Така да далеку сме од Стадион. Емисија за вашата вистина.